Погласните негирања на информациите кои доаѓаат од Брисел, премиерот Заев сега признава дека датумот за преговори со ЕУ би можеле и да не го добиеме во јуни. Добивме ветување лани во јуни, дека овој јуни би можеле да добиеме датум за преговори или проектирање датумот за преговори доколку 4 работи ги напишаа. Владење на правото и реформи во правосудниот систем, борба против корупцијата и организираниот криминал, реформи во безбедносните структури на државата и реформи во јавната администрација. До сега сме се исполнили. Не. Само да кажам моите ставови, ќе ме оставите. Значи, заедно гласавме со опозицијата за овие законски реформи. Заев меѓутоа минатата година во јуни говореше нешто друго. Беше категоричен дека Македонија добила датум за преговори и од ЕУ донела историска одлука. Дури рече дека околу тоа нема никакви дилеми и дека Европската комисија никогаш повеќе нема да се враќа на датумот за преговорите и дека е дегутантно воопшто да се негира таквиот факт. Македонија доби датум за почеток на преговори јуни 2019 година. И колку и да сакате тоа да го повтарате, рете да биде потврдено еве од независната страна, Европската комисија. Мислам дека е дегутантно до ден денеска да продолжи да се негира фактот дека Македонија доби датум за преговори. Всушност дека нешто не е во ред со ова категорично тврдење на Заев се покаже уште во декември минатата година кога самиот признаот и председателот на Европскиот совет Доналд Туск им пренел на него и на шефот на дипломатијата Никола Димитров дека датумот за преговори е опција доколку се направат сите барни реформи. Тој што ни гарантираше дека уште еднаш со завршувањето на овој процес, со завршувањето на реформите можеме поприлично да бидеме со известно очекување дека во јуни ќе одобиеме датумот за преговори на Европскиот совет, заради тоа што тоа е проектиран датум, ако сите работи се одвиваат по редоследот по кој што се и веќе случуваат во Република Македонија. Владата веќе почна да ја подготвува јавноста дека земјава најверојатно ќе извиси за датум. Прв тоа го начна вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој се правдаше со тајмингот и односите внатре во Унијата, но не ги коментираше закочените реформи на кои што јасно укажува Брисел.